Жителите на Кочани и на околните населени места во саботата излегоа на мирен протест поради загаденоста на воздухот и деградирањето на животната средина. На протестот, кој беше во организација на неформално граѓанско движење, беа изнесени податоци за високото ниво на загаденост на амбиенталниот воздух. Индустриските капацитети, градската депонија и палењето на страништата и сламата на земјоделските површини беа наведени како главни причинители на загадувањето. Свесни сме и секојдневно гледаме дека нашиот воздух ден из ден е се позагаден. Еден од најголемите загадувачи е градската депонија, која на село Бели е директно инволвирано у целата загаденост. Потоа имаме еден странен инвеститор кој така наречена целулоза или сегашен папер мил, кој екстремно многу загадува. Тие се оградуваат дека користат еколошко дрво, дека користат еколошки произведувања за грејање за нивните печки за работа, но ние сме очевидци, луѓето кои работат и живеат во непосредна близина, има толку замаглен воздух, значи толку загаден, смрди, едноставно е неподносливо. Цело време не убедува дека тие се еколошки чисти. Затоа зедовме иницијатива, информиравме неколку еколошки друштва од Швајцарија и неколку еколошки друштва од Холандија, кои се многу заинтересирани за нашиот случај. Голема поддршка имаме од нив, ни пратија мерни апарати и сето тоа сами го снимавме и меревме покрај самите фабрики. Фрапантна информација е, пред 2 дена мерено само покрај самата фабрика, воздухот, мерната единица изнесуваше 360. Значи, ние треба да имаме некоја мерна единица за нормално функционирање од 0 до 10. Мислам дека луѓето, стручните луѓе, дека многу повеќе се разбират, знаат што значи таа бројка, тоа е фрапантна бројка, значи и тоа мора да го прекинеме. Граѓаните побара од надлежните институции преземање конкретни мерки за подобрување на состојбата и санкции за прекршителите. На протестот поддршка даде и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој нагласи дека локалната власт дава поддршка на барањето од граѓаните, при тоа информирајќи за мерките кои општината ги превзема во рамки на своите надлежности. На секој легитимен момент и протест ние сме тука да и дадеме поддршка на нашите сограѓани и така сметам дека овој момент е навистина важен да сите бидеме единствени и дадеме поддршка на она што се случува во нашето обкружување и она што се случува во цела држава, а тоа е моменталната ситуација со квалитетот на воздухот. Јас имам повеќе средби и со надлежните служби и со организаторите на овој протест, каде што сите сме единствени дека треба сите заеднички да постапуваме во рамките на нашите овластувања, во рамките на законските обврски, се со цел да допринесеме овој проблем на вистина што е можно поскоро да го ставиме под контрола и да на вистина добиеме квалитетен воздух што на сите ни е потребен и сите ние го заслужуваме. На протестот организаторите им поставуваа прашања на директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод и на градоначалникот на општина Кочани за депонијата, компаниите кои предонесуваат за загадувањето на воздухот, како и за тоа кои мерки ги преземаат институциите за подобрување на состојбата. Покрај тоа, граѓаните се потпишаа за поддршка на протестот и порачаа до институциите да се преземат мерки за да граѓаните на Кочани и околните населени места дишат чист воздух.